Продолжува изборната кампања. Политичарите активни на сите страни. Штипските социјалдемократи на пресконференција изразија сомнеш дека резултатите од претседателските избори се одраз на волјата на народот. Во ниту еден случај не може да биде волја на гласач да гласа за политичка опција која во последните години продуцираше рапиден раст на сиромаштијата, која потрошувачката кошница на граѓаните ја сведе на помалку од $2 дневно, околу 50 денари. На ваков начин, оваа власт го уништи достоинството на огромен процент од граѓаните. Нашата цел е да ја поразиме оваа политика која од Македонија направи земја во која вчера е подобро од утре. Носителот на листата на Гром за изборната тројка беше во посета на Штипско-Кочанскиот крај. Знаеме дека трета изборна единица е претежно земјоделски сточарски регион. Ќе треба да се преземат повеќе мерки кои што ние во програмата ги имаме предвидено, а тоа се од градење на мали брани, од градење на мелиоративни системи. Ќе треба да се потрудиме да добиваат земјоделците нафта која е без акциза, без данок. Ќе се потрудиме и многу повеќе се наметнеме кај граѓаните, особено со непосреден контакт кај граѓаните и според нашите очекувања и според она што е расположение и според она што го имавме во гласачките кутии во изборна единица број 3 ние имаме пратеник. Носителот на листата на ВМРО ДПМН Никола Тодоров пак беше меѓу жителите на Македонска Каменица. Она што сакам денеска и сега да го направам е да промовирам уште еден проект кој што е исклучително значаен за овој регион, а тоа е проектот за поврзување на Македонска Каменица со Крива Паланка, односно Саса со Тораница. Тука има еден дел кој што е неасфалтиран од 17 километри, со чие асфалтирање практично ќе биде направено поврзување помеѓу Македонска Каменица и Крива Паланка. Очекувам дека овој проект ќе се реализира 2016-2017 година, а вредноста на оваа инвестиција е околу 10 милиони евра.